الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن الصفي. فقال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه أبصارهم. صدق الله العظيم. Zahvalnost mu pripada jedinstven Allah Želešanu. Ne mogu se moleme i on nego milost i oprost barame. U ovoj sveti den, koga se nadevamo, inša Allah, da Allah Želešanu knjigi oproste našите mali grehovi, inša Allah. Počitujemo li džemati? Денеска ќе зборуваме една тема што е од големите гревови. И преметувате во последните дерсови и џума изборувам, плашејќи се сами од себе си и пошто ве сакам во името на Аллах Желешану, сакав денеска да зборуваме, кој ќе ја почнеме темата тука, а ќе ја завршиме иншаллах на хутба, за зулумќари или за зулум. Што значи зулум? Зулум значи да му нанесуваш неправда и насилство, дали тој би моќен или немоќен. Јас читав курански ајет во суретул Ибрахим, ајет 42 и ајет 45 вика: Бисмиллахи рахмани рахим, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. И немој викат да сметате. И немој викат да сметате дека Аллах Желешану е невнимателен или не ве приметел она што вие го работете од зулум. Иннема юахархум лијауми ташхасу фиҳи абсарухум. Вика навистина Аллах Желешану тој само ја одолговлекува казната за денот во кој ќе ви бидат вкочени вашите погледи. Тој е денот, судниот ден. مُقْنِئِينَ رُؤُوسَهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ. Тој ден ќе бидат тие луѓе зулумќари кои прават зулум на дуњата и кои ние денеска ќе зборуваме за различни зулуми. Значи ќе бидат на тој ден со наведнати глави. Затоа викат што нивните срца викат се шупливи. И ние денеска ќе зборуваме мислејќи дека ако клањаме, мислејќи ако постеме, мислејќи дека сме пошли на ач и можеме да правиме и се ни опростено, тие луѓе ќе појдат калашено со шупливо срце. Значи ќе појдат празни и се тоа што го работеле на дуњата, ако правеле зулум, немат да им биде од нивна корист. Потоа викат Аллах Желешану: وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Затоа викат: О Мухаммеде, опомени ги тие луѓе, опомени ги дека има ден кој ќе им дојде казната. На оние викат кои правеле зулум. Тие луѓе кои правеле зулум
на оваа дуња, ние ги гледаме, живееме помеѓу нив и многу луѓе викаат, па што им е, ништо не е. Како мене, и тој има риск, и тој живее, ништо не видов да Аллах Желешану му направил. Имат зулум кој Аллах Желешану ќе му плате на дуњата и имат зулум кој Аллах Желешану вика, јас му го одолговлечувам за на ахирет. Дали тој ќе го плате на оваа дуња и ќе бидеме сведоци, повише луѓе го плаќа на дуњата. А на тие што им се одолговлечува и што ќе го платат зулумот на ахирет, тие луѓе ќе посакаат една работа во тој момент, кога нивните глави ќе бидат наведнати и кога ќе бидат застрамени. Ќе речат: Господар наш, остави не вика уште малку, да не оставиш уште малку да поживеевме само блиска иднина, многу близко, многу малце. Ние ќе ти одговоревме на твојот повик и на повикот на следбениците твои пегамбери. А Аллах Желешану ќе му се обрате. Зар вие ова не го кажувавте и на дуњата, но сега е времето да живеете во живеалиште каде што вие ќе бидете вечно до вечното во огон. Почитувани џемати, зулумот е на различни начини, кои ние денеска ќе напоменеме некои. Но Аллах Желешану вика за зулумтјарите кои прават зулум на дуњата, вика во суретот Шура, ајет 42, вика вака: Иннема себилу але ледине јазлимуне нас. Навистина, викате, патот на оние кои правеа зулум помеѓу луѓето е жејне. Потоа Аллах Желешану во суретот Шура во ајет 227 вика исто: Се јалему ледине залему еји мунқалибу јунқалибун. И ќе дознаат, вика, оние кои правеа зулум на дуњата, какво ние само живеалиште им спремаме и какво живеалиште ги очекуват. Почитувани џемати, Аллаховиот пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, Аллаховиот пегамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва селем рекол: навистина, вика, Аллах Желешану го остава зулумчарот да прави зулум се додека не го дофати. Ако ќе го дофати, никој не може да го спаси од неговите раце. Има зулумчари на дуњата, ги гледаме, живеат меѓу нас, рискот рековне е дека по нас, знаеме и гледаме дека се неправедни, прават зулум јавно и мислиме дека немат казна за нив. А и тие самите мислат дека нема казна. Но тие луѓе кои Аллах Желешану ќе ги дофати и сите луѓе на дуњата да се поредат да ги спасат со сите нивни можности и ингеренции, па дури и джиновите да им се приближат, не ќе можат да го спасат од Аллаховата казна. Потоа пегамбер саллаллаху алейхи ва селем на овој хадис, на овој ајет кој го цитирав, го цитираше хадисот, го цитираше ајетот и рече: وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنْ أَخَذَهُ يَوْمٌ شَدِيدٌ. И така, вика, тие луѓе живеат помеѓу нас. Тие луѓе живеат во градови и в села. Тие луѓе се помеѓу нас, како што кажале, вика бака. И така, вика, твојот Господар, وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ, и така, вика, твојот Господар ги дофаќа или ги казне градовите и селата за тие зулумчари. Почитувани џемати, ако има зулумчари помеѓу вас, многу цивилизации, многу народи
се каснети не дека биле сите грешни, дека имало злумчари помеѓу нив, луѓе кои наштетувале на луѓе. Поради нивната казна, Аллах Желешану го казнил цело население. Ние сме читали и вие сте слушали, а и вие имате читали. Цели цивилизации имат пропаднато за луѓе, владатели, водичи кои биле зулумчари и Аллах Желешану за атер од тие зулумчари и нивните следбеници ги казнил и завршили тие цивилизации. Ние само сега ги наоѓаме нивните споменици, друго ништо. И затоа многу е важно да ви интересират, ако гледате дека зулум се правец, ехаде кора во Хиједалима, во едно село, во еден град, каде што се прави зулум, немој да пригитувате. Затоа што вие имате иста одговорност кој зулумчарот. Ако приќутете на неговиот зулум и го поддржите неговиот зулум, вие имате иста казна како злумчарот, која ќе го кажем иншаллах на следниот хадис. Исто така пегајќи се седен рекол, кој веќе му прави зулум на својот брат, тука брат се подразбира, ние сме сите брати муслимани. Кој веќе му прави зулум на својот брат, дали тоа е во неговата чест, или во неговата чест и му праве и не му побарува халал од него, ќе дојде денот вика кога нема да му користат ни цело негово богатство, ни динарите, ни дирхемите, така е хадисот. Значи, цело негово богатство кој го поседува, не ќе може да се исплаше, да се исплате за зулумот кој му го направи на брат муслиман. Тогаш викат, ако немате богатство, ние ќе му земеме од неговите добри дела. А ако нема добри дела, пошто зулумчарите ретко прават добри дела, ќе му земеме од тој што му нанесел зулум, од неговите гревови ќе му ги притовариме през него. Затоа пошто джемати, нема спас од зулумот. Можда и на дуњата, и секој еден кој ќе го укусе во дуњата, ќе се сети на некој зулум што го направил. Но пегамбер саллаллаху алейхи ва салем рекол во хадисот кудси: о мој роб, а тоа го кажуваат за себе. Аллах Желешану преку Мухамед саллаллаху алейхи ва салем го вика: о мој роб, навистина вика јас го забранив зулумот за самиот себе си. Значи Аллах Желешану не е зулумчар. Колку ние сме грешници, колку сме неправедни, правиме зулум едни со други, правиме зулум на Аллах Желешану и тој вика јас го забранив зулумот на самиот себе си. Штом го забранив вика зулумот на самиот себе си, а го забранувам и помеѓу вас. Па немојте вика да си правите зулум меѓу вас. Во друг еден хадис, пегамбер саллаллаху алейхи ва салем вика, знаете мин хува муфлис, знаете кој е муфлис? Зборот муфлис, банкротиран човек кој нема ништо. Му одговорен на пегамбер саллаллаху алейхи ва салем, оној кој нема ни динар во него, кој нема ни имот, тој е банкротиран, значи тој е сиромах. Рекол не. Муфлис е оној човек кој клањал намаз, постел, бил на аџилот, му пцуел, му го одзел имото на некого безправно, иако бил платен. Му е извалкал честа на братот муслимани. Го удрил без никаква неправда. Пролеал крв или бил причина да се пролее крв. На тој ден викат, тие луѓе ќе ми дојдат, се тоа што го направили ќе ми го земат. Толку ќе ги осиромашам,
што ќе нема ништо нивните дела добри, иако знаеле дека клањале, дека биле нач, дека постеле, ги гледавме и сведоци ќе кажеме дека биле меѓу нас. Налашано дека ќе ги направам банкротирани без ниедно добро дело, а плюс ќе им земам се што имаат, а ќе им дадам на оние што им направиле зулум, нивните гревови ќе ги притоварам нив. Што е джамати? Овој хадис го пренесува Бухари. Но Аллах шану викат, пегамбер саллаллаху алейхи вика во друг хадис, навистина вика некои луѓе настојуваат да земат забранет имот. Има луѓе кои уживаат да земат нешто општествено. Уживаат да земат нешто што не им припаѓа. Ако може да се потргнет за пола метар и метар, тој ќе земуше метар и два и ќе си го присвои. Мислејќи дека тој зулум што му направил на општеството, на комшијата, така лесно ќе поминат. За тие луѓе Аллах викат, нив ги очекува посебен джеhennem во судниот ден. Почитувани џемати, Муаз ибн Џебел пренесува еден хадис кој го пренесува Бухари и Муслим, кој викат: да се плашете од мазлумот. Значи, рековне мазлум е оној човек кој му е направено штета. Да се плашете од мазлумот на човекот кој му е направено штета, затоа што помеѓу него и Аллах Джелешану нема никакво петле. Оној човек кој прави зулум на брат муслиман намерно, помеѓу него и Аллах Джелешану не постои петле тој кој се моли против него. Со многу едноставна дова: хасби Аллаху ва ниъмел вакил. О Господар, си ми сведок дека сум немоќен. О Господару, си ми сведок дека тој е помоќен. Јас оставам ти да се одолжеш и ја оставам ти да платиш. Таа дова, значи хасби Аллаху ва ниъмел вакил, ќе му биде нему халека. Тоа зборе, он не го праши да ќе остане при неговото богатство. Дали тоа ќе биде во поблиска иднина или во далечна идница? Почитувани џемати, од Абдуллах ибн Унейс се пренесува еден хадис кој го слушна од пегамбер саллаллаху кој вика: на судниот ден викат луѓето ќе бидат проживеани голи и боси и ќе бидат повикувани од многу далеку, а ќе им се чини дека тоа многу близко ги повикуваат. Ќе се завртат и ќе гледат кој ги повикува и ќе им викат: Алшану, јас сум, викат, вашиот господар кој бев на дуњата. Нема ни еден од вас да влезе ни во дженнет, ни во џеhennem. Се додека не застанете едни пред други и не ги рачистам вашите сметки. Значи нема човек ни во дженнет, ни во џеhennem ќе влезе додека не застане Аллах шану врховен судија, а тој рекол не го забранил зулумот врз себе и нема да ни нанесе зулум нас, ќе ни пресудува праведно, ќе ни пресудува. И викат неговите сахаби: како пегамбере ќе бидеме голи и боси? Викат: ќе бидете голи и боси, вашите лоши дела ќе ве однесат во џеhennem, а вашите добри дела ќе ве однесат во џеннет. И затоа рекол: вашиот господар не опосакува зулумот и не сака зулум да правите едни со други. Од Ебу Хурейра ради се пренесува во еден хадис кој го пренесува пегамбер саллаллаху алейхи вика: кој вика ќе удре еден камшик без никаква неправда и направил зулум, тој човек ќе му биде судено
и ќе му биде возвратено на судниот ден. Алшано да е наризат и иншалла ова тема ќе продолжиме и ќе зборуваме за врстите на зулум и да ги одбегнеме овие големи гревови и алшано да не чуват и да не оправят и да не упатат иншалла кога ќе се сретнеме со него, пошто најголем е онај муфлис кој мислеме дека клањаме, постеме и правиме аджилоци, а едни со други си правиме зулум. Се надеваме дека ова помошна тема иншалла денеска ќе биде од сите корист. Аллах да не му салат.